Информациите стигнуваат до вас. Откако поради притисок од Атина комплетно го потцени поранешниот амбасадор во Скопје, Европската комисија сега директно го урива и кредибилитетот на шефицата на директоратот за проширување при комисијата. Брисел денеска ја негираше Александра Казграње, која во Скопје изјави дека во извештајот немало потреба, инаку македонскиот јазик ќе бил споменат. Дискриминацијата на Европската комисија продолжи на заедничкиот комитет за стабилизација и асоциација на кој учествуваат представници на Европската комисија и македонски административци, кои ги покриваат 35 поглавја на кои треба да се водат преговори. Од дипломатски извори Канал 5 дознава дека во почетното обраќање на претседавачот на комитетот Кристијан Хедберг, кој инаку важи за пријател на Македонија, тој на присутните им се обраќал како на скопјани, при тоа користејќи разни форми на зборот Скопје, како скопски гости, представници на Скопје, скопски институции и слично. По ваквиот дочек македонската делегација побарала Европската комисија да даде официјално известување дали во Брисел е промената досегашната политика при именување на земјава. Во досегашни состаноци на мешовитиот комитет, земјава и институциите биле именувани како Македонија и македонски, било користено целото име од Обединетите нации или пак се користела фразата вашата земја. По инцидентот македонската делегација се заканила дека поради упатените навреди ќе го напушти состанокот доколку уште еднаш биде именувана како Скопска. Представниците на Европската комисија не дале одговор на ова барање, пошто на паузата претседавачот Хедберг се извинил и објаснил дека несвесно го користел терминот скопски. Вториот дел на новиот скандал се случил за време на усвојување на банален документ од настан кој се случил пред 9 месеци во Скопје. Во документот од записникот на состанокот на тема инновации и информатичко општество требало да пишува дека телевизиските станици во Македонија кои зрачат во земјава имаат обврска да обезбедат превод на странска програма на македонски јазик. Наместо македонски во новиот документ кој го подготвила комисијата стои majority language или јазикот на мнозинството. По реакцијата на македонската делегација, европските домаќини го преформулирале делот за македонскиот јазик и го споменуваат не како придавка, туку во формална смисла во контекст на законот за употреба на македонскиот јазик. Истовремено зборот македонски бил ставен во помал италик фонт, за да се даде до знание дека комисијата во секој случај има проблем со придавката македонски. Македонската страна, повикувајќи се на аудио записи од станокот во Скопје во јануари годинава, кога никој немал забелешки за македонскиот јазик, го отфрлила овој предлог како фалсификат. Документот ќе биде усвоен кога двете страни ќе се договорат за употребата на македонскиот јазик во него.